Сред нова година, политичарите со честитка до граѓаните за успешна, берикетна и среќна 2016 година. Сакам во оваа прилика на сите граѓани на Штип да им ја честитам новата година. Да им посакам пред се да имаат многу здравје, многу успеси на професионален, на личен план, да имаат радост и среќа, да имаат навистина добри материјални средства и посебно да имаат одговорна локална власт која ќе им возврати на прав начин да останат да живеат во нашиот град, да работат во нашиот град, да основаат семејство во нашиот град, а на тој начин ќе дадат директен допринос се она што е направено, тие да уживаат. На сите граѓани на општина Македонска Каменица, како и на сите гледачи на вашата телевизија, им ги честитам новогодишните и божитните празници, им посакувам многу среќа, радост и успех во новата 2016 година, многу просперитет. Ние како општина Македонска Каменица, како сериозна и одговорна институција, и во 2016 година ќе посветиме многу внимание на инфраструктурни проекти, на многу проекти од делот на образованието, спортот и културата, се со единствена цел да го подобриме целокупниот општествен живот на граѓаните на нашата општина. Честитки до граѓаните испратија и останатите градоначалници од регионот. Тоневски на Пробиштип, Емил Дончев на Виница, Игор Поповски на Пехчево, Радко Димитровски од Кочани, Зоран Минов од Карбинци и Костадин Личков од Цешиново Облешево. Во писмената честитка до граѓаните стои: Во новата година ви посакуваме да бидете здрави, радосни, весели, вредни и работливи, да имате успеси и да се радувате на успесите на другите, да почитувате за да ве почитуваат, да се радувате на секој успешен работен ден, да помагате секогаш кога имате прилика, да ширите слога, љубов и внимание во кругот на семејството, да бидете среќни, вечни и берикетни. Освен политичарите, честитки за нова година упатија и граѓаните. Нека мирот, спокојството, благодетот и љубовта што им е подари милостивиот Господ Бог, нека им трае толку колку и неговиот вечен живот. На нив и на нивните ини поколенија. Им посакувам се надолу со Божи благослов и благодет. А денот во очи на нова година беше искористен и за помош на социјално ранливите семејства, што ја доделија Рудникот Саса и општина Македонска Каменица. Односно за самохрани мајки, за лицата кои што се приматели на социјална помош или кои што живеат во тешки економски услови. Денес го одбележивме тоа со една група и има дополнителни пакети кои што ќе бидат доставени во домовите на оваа категорија на граѓани. Имаме други пакети кои што се подготвуваат и за пензионерите.